Државата дава 1,5 милиони евра за храна за најсиромашните, но тие не ги добиваат добруците како што треба. Ова е само еден од трите случаи дел од јавниот надзор над јавните набавки на невладината Центар за граѓански комуникации. Првиот случај е тендерот од септември 2025 година на Министерство за социјална политика за набавка на готови оброци за најсиромашните жители на Скопје. Храната треба да се подготвува и да се служи во простории на 9 локации низ градот. Во реалноста, граѓаните ја добиваат храната на улица и оброците често не одговараат на она што е предвидено со тендерот. За еден ваков оброк, државата плаќа 239 денари, што е значително повеќе од малопродажната вредност на производите во оброкот. Сите овие разлики значат непочитување на законот за јавни набавки. Вториот случај е за реконструкцијата на поранешниот објект на Комерцијална банка во центарот на Скопје. Проектот требало да чини повеќе од 6,5 милиони евра и да трае 1,5 година. Но и по речиси 3 години, реконструкцијата на овој државен објект не е завршена. Во меѓувреме се потпишани 51 анекс на договорот и трошоците се зголемени за 2 милиони евра. Ова зголемување е над законски дозволениот лимит од 20%. Третиот случај е договор од скоро 4 милиони евра за техничка експертска помош за изградба на автопатските делници на коридорите 8 и 10Д. Оваа набавка се случува иако пред 2 години претпријатието веќе формирало проектна единица за овие проекти и го зголемило бројот на вработени за 42%. Некои хонорари изнесуваат и по 23.000 евра месечно, со што 13 експерти вкупно ќе го чинат државното претпријатие колку што плаќа за 92 вработени. Целото истражување е објавено на нашата веб страница ccc.org.mk. Ако и вие сте забележале неправилности во јавни тендери, пријавете ги кај надлежните институции или на нашата електронска адреса center@ccc.org.mk. Ова истражување е спроведено со финансиска поддршка од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје.